Да се занимава со драматизација на прозни дела, да прави адаптација на веќе постоечки драмски текстови, да учествува активно во креирањето на репертуарската политика на еден театар или да дава свое видување и своја рецензија за текстовите, се само дел од обврските на еден драматург во театарските представи. Драматургот е присутен уште на првата проба на театарската представа, вели Ацо Гогов, кој скоро 10 години тој се занимава со оваа професија во театарот во Струмица. По професијата драматург во македонскиот театар е условно речено од поново време, бидејќи доскоро, до пред една деценија, само во големите театри во Скопје, например, имаше вработено луѓе кои се именуваат како драматурзи. Во малите театри, во малите места, како Струмица, обично тие работни задачи и функции кои ги врши еден драматург ги преземаше и ги извршуваше или режисерот или целокупниот ансамбл. Драматургот е лице кое што е со едната нога во книжевноста, со другата нога во театарот. И тоа е една помалку интересна позиција, бидејќи драматургот е она прво лице, првиот читач во театарот, првата адреса на кој што треба да стигнат драмските текстови кои имаат намера да бидат поставени. Драматургот има пред се неколку работни задачи. Тоа е да се занимава со драматизација на прозни дела, значи овде се работи за романи, раскази, новели, да прави адаптација на веќе постоечки драмски текстови, например, да им даде контекст, да ги смести во современоста, да им даде некоја препознатлива локална боја, обележи и слично. Драматургот има задача да учествува активно во креирањето на репертуарот, на репертуарската политика на еден театар. Тоа значи тој преку целата година е должен да чита и да ги прочита сите драмски текстови кои му ги нудат авторите од државата, па и од пошироко, да даде свое видување, своја рецензија за тие текстови, да ги чита не само како книжевен материјал, туку уште повеќе како театарски материјал, односно колку во себе тие текстови имаат капацитет да бидат театарски поставени, колкава е нивната сценичност, колку се застапени тие матрици на изведбеност, кои ќе овозможат да се случи нели еден ден и добра театарска представа. Најпосле драматургот учествува во самиот креативен процес на создавање на представата. Уште пред да почне првата проба театарска, драматургот по правило има воспоставено контакт со режисерот кој ја работи представата, има разменето некои мисли, сугестии со него во смисла на тоа кој ќе биде концептот, кои евентуално скратувања или адаптации треба да се направат за концептот кој што го замислил режисерот. Драматургот активно работи во самиот театарски процес преку давање на идеи, сугестии, корекции, каде смета дека треба нешто да се коригира, бидејќи можеби е, например, нејасно за публиката или неразбирливо. Внимава на сценскиот говор на актерите, на нивниот правоговор, на ортоепијата, така што работата на драматургот е всушност еден конгломерат од работни задачи, работни обврски кои на крајот сите представуваат еден флог во успешна театарска представа. Тоа точно е работата на драматургот. Ацо Гогов, освен големиот број напишани драмски текстови за театарските представи во Струмица, се занимава со пишување на книги, од кои досега има издадено 3, а ја подготвува и неговата најнова книга есеи за литературата и театарот со наслов Патот на кај дома.